Добро вечер, почитувани гледачи. Ново издание на Заспи ако можеш, четврток 22 часот и 30 минути, последно за оваа работна недела. Месец јануари, месецот кој што вела дека трае 128 дена, конечно заврши, а за нас во Заспи ако можеш е време за познатата секвенца наречена рекапитулација на месецот. Внимавајте само на друштвото. Јас сум Драган Милосављевиќ, Горан Момировски ќе го имаме преку апликацијата Zoom, а во студиото, здраво Горан, само да го поздравиме Горан, а во студиото со мене се и тоа како познати ликови се разбира, амбасадорот Ивица Боцевски, добро вечер. Добро вечер. И универзитетскиот професор Жидос Даскалски, добро вечер. Добро вечер. Велам ќе правиме рекапитулација на јануари, всушност на она што се случува од почетокот на 2023 година, наистина бурно започна и влегуваме во период во кој што многу нешта се изместуваат од својата оска, ако воопшто претходно и биле наместени како што треба. И можеби ќе биде и попаметно и Боцевски и Даскаловски да разговараме повеќе за тоа што ќе се случува сега во наредните денови, како да даваме едно резиме на минатите 30 дена, меѓутоа се едно вака Боцевски би започнал од тебе, со задоволство зборуваме на ти, ние сме од порано пријатели. Во сабота, тоа е само за 2 дена, ќе се случи чествувањето на Гоце Делчев, 151 година од неговото раѓање, доаѓа експедиција од Бугарија, според последните информации на Виктор Стојанов од Фондацијата Македонија, ќе дадат околу 150 луѓе. Полиција на секој чекор, Скопјани веќе знаат дека околу црквата на Свети Спас веќе сега има полиција, значи 2 дена порано. Треба да има, тоа е добро. Треба да има. Неколку македонски патриотски здруженија од ова или онаа провиненција најавуваат стражи, спиење пред гробот на Гоце Делчев пред црквата Свети Спас. Се наоѓаме ли пред тензично чествување, нешто што досега никогаш не се случило, бидејќи се работи за великанот на македонската национална борба за ослободување и осамостојување, ако сакаме, или државата ќе биде на висината на задачите и ќе го издржи ова што треба да го издржи? Ајде прво да ги поставиме нештата. Се е во рацете на Министерството за внатрешни работи. Граѓаните не треба да сомневаат дека тие имаат капацитет да го организираат настаното онака како што ликува да биде организиран. Доколку добијат таква насока од политичкото раководство, значи од министерот Спасовски, од премиерот Ковачевски, од претседателот Пендаровски. Полицијата може да сега. Ние сите побрзавме да го поздравиме оној состанок помеѓу двајцата министри за внатрешни работи, македонскиот Спасовски и бугарскиот Демерлиев, како Демерџиев, не сум сигурен. Меѓутоа, денеска и вчереве стигнува една информација која што морам да кажам дека многу загрижува и дава една лоша насока на целата таа работа. Имено, се слуша дека нашата и бугарската полиција ќе дозволи, ќе спроведе еден конвој од 150 возила со луѓе кои што доаѓаат овдека да демонстрираат сила, доаѓаат овдека да направат провокација, доаѓаат да кажат дека Гоце Делчев е бугарски херој, дека Македонија е бугарска земја и дека тие победиле, условно кажано, против македонците, ако можем така да кажам. Тоа е една многу лоша порака, затоа што очекував дека протоколот на Македонија и Министерството за внатрешни работи ќе организира прослава како што треба да се организира, односно државна прослава каде што ќе се предвиди кои се тие први што полагаат венци цвеќе, претпоставам шефот на државата, негова делегација, потоа шефот на на собранието, шефот на владата и така натаму, потоа странските гости. Наместо тоа, ако ни се случи насред Скопје нашата полиција, бугарската полиција да асистираат на нешто што ќе наликува на оној страмен дернек што го прават редовно, да речеме, хрватите во Чавоглава секоја година. Дернек, да. Или што го прават србите на Равна гора.
тоа нема да биде убава гледка и тоа само натаму ќе ги наштети македонско-бугарските односи. Жидос, ти си меѓу другото професор на факултет за безбедност. Што значи, освен министерот за внатрешни работи на Бугарија, во Македонија ден подоцна мислам дека се појави и шефот на тајната служба на Бугарија. Тоа не можеше да биде никаква случајност. Значи шефот на тајната служба се појави во Скопје, на сега претпоставам со нашиве шефови на службите. Колку е соодветно Бугарија како странска, како соседна држава, меѓутоа странски фактор, да асистира практично во организација на прослава на исклучително важна личност во Македонија, во средет Скопје, тамо каде што може да дојде до несакани проблеми, да речем. Ете, не е невообичаено кога има настани од безбедносен ризик да се работуваат и полициите и службите. Например, било која посета на американски председател изискува и соодветна подготовка и соработка меѓу безбедносните агенции на земјата домаќини на Америка. Во Македонија исто така сме имали ситуации каде што заради одредени големи настани кои што се под безбедносно прашање имала соработка меѓу нашите и на пример српските служби и во рамките на соработката на министерствата и во рамките на соработката на службите. Станува збор за онаа прослава кога се отвараше споменикот кој што Србија го промовираше во околината на Куманово на Зебрњак. На Зебрњак, да. Така што тоа не е нешто невообичаено, меѓутоа е жалостно што ние дојдовме до таква ситуација да се случува ова. И сега јас би сакал сепак ретроспективно за јануари да го врамам овој настан во она што за мене беше клучното што се случуваше во месецот јануари, а тоа е уште едно раскринкување на заевизмот, уште еден пораз на заевизмот во насока на три работи за кои што мислам дека имаме и време и ќе биде интересно гледачите да ги слушнат, а тоа е следно. СДСМ под Заев уште во времето кога се обидуваше да дојде на власт, туркаше една агенда која што сега се соочува со значителни порази. Која беше таа агенда? Таа агенда беше прво број 1, за да освојат одредена сума на гласови кои што не може да ги освојат кај, да речеме, македонската јавност, кај јавноста, кај гласачите срби, босанци и така натаму, тие се свртеа кон албанците. Легитимно, нели, ке кажете, тоа не е нешто невообичаено исто така во политиката и во изборен маркетинг и во избори. Меѓутоа, промовирањето на албанската агенда, која што почна уште тогаш, знаеме какви ветувања даваше Заев, знаеме какви ветувања дава Пендаровски и други видни ликови на СДСМ, доведе до тоа да сега веќе стана на лакрдија самата промоција на албанската агенда, каде што ние се свесни дека во оваа влада веќе што ја води Ковачевски, наследникот на Заев, има и поголем број или има еднаков број на етнички албанци како министри, а бројот на заменици министри веќе е и поголем во однос на македонците како народ во земјава. Значи, дојдовме до една дисразмерна пропорција на политичката моќ и влијание на албанците во Македонија. Некој ќе каже, добро, имаше проблеми во 90-ти, почетокот на 2000-те, па затоа и направивме Охридски рамковен договор, она популарно мерка која што беше да се внесат албанци во јавна администрација, принципот на еднаква и правична застапеност, но веќе тоа ги надмина границите и во јануари веќе силно се виде дека со новите преговори за уште еден коалиционен партнер да влезе во оваа влада, каде што тој коалиционен партнер е Алијанса на албанците и со известното сега веќе менување на кадарот на СДСМ Тупанчевски, донесување нови министри, ќе бидеме во ситуација каде што етничките албанци оваа земја ќе имаат навистина преголема моќ во однос на тоа што човек би очекувал. Тоа е број 1, значи. Во однос на гласовите, да бидеме конкретни. Во однос на гласови секако, значи. Тоа е најклучно демократија. Во однос на број на население и уделот на население. Тоа е едниот пораз за заевизмот во јануари. Значи таа погрешна политика. Вториот пораз беше во однос на тоа како СДСМ сакаше да напредува Македонија во меѓународни рамки, во евроинтеграција, во влез на НАТО и така натаму. СДСМ и Заев имаа стратегија каде што ќе успеат сите оние барања на соседите да ги прилагодат. Значи ние да се откажеме од разни работи, историја, национално име, идентитет, само за да Грција не
пушти да влеземе во НАТО. Го направи оној договор со Бугарија кој што е коренот на ова што сега се случува. Значи имаме ситуација каде што прилагодувањето на македонските интереси кон соседните е главната политика што водеше Заев и СДСМ и сега со овие настани што се случуваат гледаме дека колабира во потполна мера. Тоа е втората точка, значи ова почетокот на дискусијата се однесуваше на таа точка и третата главна точка во јануари која што треба да се спомене како крах на заевизмот е нивната идеја дека ќе воспостават држава со владење на правото. И најновиот извештај на Транспарентност, меѓународната организација Транспарентност International потврдува дека Македонија во перцепцијата на граѓаните е потоната во корупција, а тоа впрочем секој го знае и секој може да го види и на лично ниво во однос на јавната администрација и во однос на тие избори на право на обвинители, избори Иако на премиерот судство. побрза да се пофали дека сме напреднале за фантастични 2 места. Да, ние јас сме напреднале, меѓутоа сме позади Бутан, Бенин, Ботсвана, Бахама, Бермуди и сме позади Грузија, Азербејџан. Значи ако се фали, би требало да погледне целата слика и да раскаже каде ние се наоѓаме на таа листа. Така што на 3 основи видовме еден крак на заевизмот и јас претпоставувам дека тој крак ќе продолжи понатаму во наредните месеци ако веќе зборуваме што ќе се случува во едината. Да. Горан, интересни теми наметна Жидас. Ајде да влеземе околу ситуацијата со влезот на Алијанса во влада, тоа е веќе известно. Официјално се уште не е, веројатно утре ќе се објави конечно дека Алијанса влегува. Интересно е, Таравари само пред една година на Алфа, на нашите вести, и тоа го гледав, ако не се лажам, даваше изјави дека нема логика да влегува во влада со криминалците од ДУИ, како ќе влегуваш во влада со криминалци, за да се бориш против криминал. Како ќе влегуваш во влада со корумпирани, за да се бориш против корупција. Меѓутоа, еве го господинот Таравари сега смета дека тоа е вистинската опција и тоа е европската реформска опција која што ќе овозможи побрзо влегување во Европската унија. Добро, не би сакал сега да ги анализираме стравовите на Таравари дека никогаш нема да дојде на власт како дел од албанската опозиција или македонската опозиција, ако сакате, заедно со ВМРО-ДПМН, затоа што очигледно дека се плаши дека не може да го победи ДУИ во избори и тоа е негов страв, негова фрустрација. Тој ќе си носи одговорност за тоа што беше понижуван пред 5 години кога беше министер за здравство, па практично беше исфрлен од владата. Го подсети ти, потоа велеше дека ДУИ се криминалци, за на крајот да влезе, најверојатно нели ќе влезе во владата. Но за мене многу поважно е тоа што се случува во поглед на структурата на владењето во Македонија. И порано и во времето на ВМРО-ДПМН дел од министрите од ДУИ велеа дека нивни шеф е Али Ахмети. И мала речица е седиштето на таа влада. Меѓутоа, сега Заев, а сега и Ковачевски, создадоа една структура каде што во Македонија де факто постојат 2 влади. Последен пример е проектот Бехтел НК, коридорот 8, што треба да го гради нели американска компанија, за кој што, ако добро следите што се случува, воопшто не зборуваат премиерот Ковачевски и министрите од СДСМ. Исклучиво зборуваат само министрите од ДУИ, Бектеши, ДУИ, Груби, така натаму и така натаму. Тоа значи дека во владата има договор, не премолчен, туку реален договор за дел од проектите што се однесуваат на албанците, затоа што според наративот на ДУИ, коридорот 8 е добар за албанците. Не сакам да зборувам околу името на партијата на Таравари, Алијанса за албанците, која што нели долго време е проблематично, меѓутоа сега веќе ви во владата имате една конструкција, добро забележа и Жидас, каде што ќе имате, па можеби 3/4 од министрите ќе бидат албанци, а 2/4 ќе бидат македонци. Нешто што е невидено не само во Македонија, не во регионот, било каде во светот, невидено е луѓе кои што се 25-27% од населението да имаат 3/4 од министрите. И не се нека е така. Проблемот е што сега е воспоставена структура во владата, каде што имате поделени ингеренции во однос на етничката припадност на граѓаните и на партиите во власта. Во моментов ДУИ
не се интересира за тоа што работат македонците, какви се стандардите за живот во македонските градови и села, исклучиво за албанците. То така ќе биде, ми се чини и за ДПА, така е веќе, за Алијанса за албанците ќе биде така. Алтернатива не знаеме дали ќе излезе од владата или ќе остане во владата, што е така едно страшно понижување. Како што е понижување за министерот Тупанчевски, кој што вчера добро забележа дека владата функционира како пазар 3 при формирање на оваа коалиција. Сакам да кажам дека со овој начин на владење се создава преседани кои што понатаму ќе бидат многу тешко да бидат искоренети во владата. Идната влада, дали ќе биде ВМРО ДПМН и кој ќе биде со ВМРО ДПМН не знаеме, ќе има многу тешка задача да работи за сите граѓани на исто ниво. И тоа е нешто што ми се чини е еден од најголемите удари за Македонија и во минатата година и во минатиот месец и сега ни се случува овие денови. Да. Бутиски, од аспект на ова што го зборува Горан, да не забораваме дека веднаш по нова година во Тирана имаше една средба, која што беше на големи фанфери најавувана, можеби повеќе од македонска страна отколку од албанска, потоа некако брзо спласна приказната што точно се договарало тамо, меѓутоа контурите веднаш се појавија. Значи, Алијанса влегува во владата без логично објаснување зошто. Ова што Горан го зборува, дали на мала врата, на голема врата ни се открива веќе јасна поделба, не велам поделба на земјата, во на смисла на, не знам, на федерација, конфедерација или како и да е, меѓутоа и јасно расцепкување на она што се нарекува албански интереси од она што се нарекува македонски интереси и секој да го држи својот дел од дворот, па понатаму кој како ќе се снајде. Прво тоа таков начин на работа прво не е можен. Не е можен на проста причина како вие да ја прецртувате Македонија на секоја парче земја овдека живеат и македонци и албанци. Не може вие сегментарни такви политики да водите, каде што ќе бидат од корист само на едните, а нема да бидат на другите. Му споменав на Жидас гласачи затоа што види, сепак морам да кажем, и моите, знам и неговите политички гледишта поаѓаат од една граѓанска црта. Значи, мене не ми било проблем дури 3/4 и 5/6 да се министри албанци во владава. Ако го работат тоа што го работат, не тоа што тоа, треба. него ако има добиено демократски мандат. Од кај да знам, може еден ден во оваа држава. Ама и тоа, и да бидат И тоа плюс, тоа плюс. мора да биде соодветно. Демократски За мандат. мене тоа е најважно искрено. Се согласувам, меѓутоа гледам се, ја тргам од претпоставка дека тоа го работи секој министр се. Оваа луда ситуација Така би требало. Оваа во луда нормална ситуација држава. која што почна од времето на Заев ја абстрахирам, меѓутоа зборам, значи мора да има демократски мандат. Тоа е едно. Така што не ми смете. Не само тоа, него има една група во Македонија која што има едва 50% од граѓаните, има над 90% од министрите, тоа се мажите. Овако, пак не гледам дека тоа посебно пречи. Меѓутоа, Интересен став. па Не тоа Исправено. па така е се. Ако сега ги делиме луѓето според тоа какви се и што се, така. Проблемот тука е многу конкретен. Значи, на избори се легитимира власта. И сега на избори, ако некој добил 30% глас, му припаѓа 30% власт, 30%. Во коалицијата. Така стојат Тие работите, се математиките јасно, да. на крајот на криштото. Не само тоа, само дозволи. И ако тргнеме во онаа теорија на урамнотежување во коалиција, еве нешто личи. Министерот, да речеме, за најчесто премиерот, ако е од една страна, министерот за надворешни работи од другата страна. Меѓутоа, ако Министерството за финансии е од една страна, Министерството за економија треба да е од другата страна, тука е од иста страна. Сега ќе ми ситуација кај што Министерството за внатрешни и правда е. Тоа што сакам да го кажам е дека очигледно е дека улогата на ДУИ е изместена. ДУИ има далеку повеќе од Владимир Ковачов, кој што им припаѓа, тоа е едно. Второ, ДУИ како политичка партија луѓе не крие од почеток дека тие идат на една лазечка федерализација на оваа земја. Тоа е мишно зборот. Не го крие тоа. Сега, до сега имало начин на кој што системот се бранел од една таква работа. Во моментов делува дека никого тоа не го интересира. Сакаш да кажеш Не дека само- механизмите на системот, свесно или несвесно, Некој ги умртвил. се умртвени Точно. и сега И механизмите на јавноста. но докога ќе потече реката понатаму, Еве вие те нема- прашам, по кој пат ја во оваа емисија ќе кажам дека уште не слушам никој да го осуди Артан Груби за она што кажа, дека Ува Кичева не сме да биде градоначелник македонец. Ја не знам више како да го нацртам тоа. Ако ова не е шовинистичка изјава, што е шовинизам? Отворено прашам.
Не добро, согласам и со да Горан го- околу и да тоа, го- да. и да Не го согласам со Горан осудат, па што? Чекај. Не, па, Кај не, нас, кај нас осудата Само од кажам, јавноста види, ништо не значи. Не Реакциите согласам се- со тоа околу преседаните, мислам дека после изборите ќе се преговара сосема нормално една влада. Значи, Добро, мислиш дека оној кој што успеал благодарејќи Добро. на околностите зададени, затоа што се да само е очигледно неверојатно слабо и затоа што е подготвено да Токму дава затоа- се што може токму да затоа даде. не сака избори веднаш. Во ред, Не, точно. меѓутоа мислиш дека тој што добива, благодарејќи на овој притисок што очигледно постои врз СДСМ, бидејќи да сме реални, СДСМ не би давала олку ако не мора. Никој не е луд, просто кажано и политички и неписмен, да дава ако не мора. Значи очигледно дека мораат. Мислиш дека понатаму една следна влада кој да ја води, ќе може да ги урамнотежи. А зашто како Па затоа што, знаеш како велат, една стекнати права. Ама ова не се стекнати не се права. стекнати права, Ова е знам дека друго, не се. чекај се. Меѓутоа кај нас работите не, функционираат не. на тој систем. Една стекнати права, Драган, вака ова нема. не се стекнати права. Значи ова е преговарање за Владин Колач и се извини. Ако еднава страна има, да речеме, 2/3 од гласовите, другата има 1/3, така ќе се делате министерството, што има тука. Да, но јавна тајна е дека СДСМ се надева и после следните избори да коалицира пред изборите или по изборите со сите можни албански партии, со сите можни и сега и ВМРО теоретски да се најде во ситуација не за да има 59 пратеници, сега ова нормално го збориме под претпоставка и да не може да формира влада затоа што албанските партии би мислам рекле ние дека- одиме со СДСМ што и да биде бидејќи ќе имаме мислам од 20 дека- министри 18. Мислам ако дека треба. Жидовстова го одговори, дека таа стратегија гледаме дека се распаѓа во моментов преку овие 3 точки што ги нацрта. Но дали се распаѓа? Ако некој е очаен и за да опстане на власт, прифаќа се живо и диво, другиот принципиелно не може тоа да го прифати, ќе се најдеме во ситуација кога е остварливо. Добро, премногу е шпекулативно, зборуваме за идните Па шпекулативно е, резултати но го и, гледаме, јавно се најавува, знаеш, не е ова нешто. Очигледно е дека таква некоја коалиција каде што СДСМ би имал партнери и ДУИ и Алијанса и не знам кои би биле други без И алтернатива, или алтернатива ќе биде многу комплексно чудовиште како да го наречам и дека прво предизборно тие да се договорат сите би било навистина претерано незамисливо. Сега да мислите изборна единица број 1 СДСМ треба да има нели своји представници ДУИ, има албанци гласачи на ДУИ од Чаир и така натаму, па и овие имаат по некој гласач сигурно алтернатива и Алијанса. Како ќе изгледа таа листа? Каква ќе биде таа внатрешна борба во мислите каква ќе биде таа внатрешна борба во СДСМ? Наместо да има традиционално 8, 9 пратеника во изборна единица 1, сега би требало да имат колку? 3, 4? Еден. Сакам да кажам, не ми изгледа многу лесно дека ќе дојде до предизборна коалиција. Па но ако СДСМ алтернативната е одење во опозиција во наредниве 10-15 години, можеби и тоа ќе се го одне. Тоа е сега шпекулираме, јас не велам дека не. Добро, Тоа види, зборуваме ова за пак е многу високо шпекулативно е ова сега што го зборуваме, затоа што зборувавме веќе неколку пати во оваа емисија. Значи, ако рейтингот се точи, ако рейтингот се рони, се иде на избори веднаш, за да може да се спречи овој пат. но се да само не го прави тоа. И па сега на крајот ќе плата цената. Еве една обратна од логиката работа. Еве не одат на избори, по никоја цена не одат на избори. Во ред, да се свртиме на една друга интересна тема во регионов е битна, а во контекст на ова што го зборувавте со Ивица, лазечка федерализација беше спомната. Ние треба да гледаме и малку пошироко од нашиот двор и пошироко од овие внатре-партиски теми. Што се случува во односите помеѓу Брисел, односно Франција и Германија и Србија и Франција и Германија и Косово. Таму се случуваат многу да кажеме интересни работи, бидејќи има еден прелопна маса, скоро да е како во Рамбоје кога имаше преговори, кој не го прифати, тешко нема. Вучич тоа отворено кажа на телевизија пред сите српски граѓани и пред сите што гледаат, да. Така и изгледа дека е намерата на француско-германскиот предлог, кој што генерално земено е подржан од Америка, веројатно и Америка е главната сила која што тука го промовира. Имаме ситуација каде што се преговара за основање на, според Бриселски договор, заедница на српски општини. Да. Во која димензија, во која мера, во која форма и со кои ингеренции. Српската страна нормално си го следи својот пат и си бара тоа да биде спроведено како што беше пропишано со Бриселскиот договор.
Албанската страна Курти еве денеска повторно изјавува дека тоа не е можно, сака да се сведе таа некоја асоциација како кај што има ЗЕЛС. Да. Некако соработка на општини, на функционални теми, но Боцевски, извини, Даскаловски, морам да ти кажам, од не е можно го префрали зборот и денеска слушаме не е приоритет во изјавите на Курти. Тоа е против, јасно е дека. Јасно е дека е против, меѓутоа исто така и јасни се кулуарските разговори, што не се само кулуарски, во кои што од страна на Ескобар, не Пабло Ескобар, од страна на другиот Ескобар, му било предочено дека заедница на српски општини е свршена работа и тој може да бира да ја прифати или да си оди од власт. Така е и сега Курти се вади на некаква одлука на Уставен суд. Но одлука на Уставен суд, па не може ова, па не може ова. Очигледно сега притисокот се зголемува и настаните се забрзуваат. Сега ова е плод на украинската интервенција во Русија, односно обратно, руската агресија на Русија. И обидот да се стабилизира, односно во наводници стабилизира, всушност да се американизира и да се стави на мапа целиот Балкан на во нашата алијанса, во западната алијанса. Притисокот на Србија е голем. Директни закони се тоа што, ако е вистина, веројатно е вистина, Вучич повлекување на странски инвестиции, прекинување на преговори со Европската унија, па дури и санкции некакви. Размислување за укинување на визната либерализација. Да. Сето тоа се сериозни мерки кои што навистина некој ќе каже дека се политички вакво закони, меѓутоа се реални закони за една мала економија која што веројатно не може да ги издржи сите тие притисоци. И во тој контекст ние треба да размислуваме што се случува во Македонија и каква е сега политиката на, повторно ќе кажам, на СДСМ. До каде ќе оди заевизмот кој што сите барања на нашите соседи и во случајов на албанците на Македонија ги прифаќа и ги прилагодува. Што утре ако се побара за заедница на албански општини во Македонија? Мене ми делува дека е тоа известно. Можно, да. Па не известно, меѓутоа можно. Еве да видиме што ќе биде тогаш ставот на по принципот ако можат србите на Косово, зашто да не? Така, да, зашто да не, да се решат некои работи. Добро, сега тука, знаеш, пак сме во високо шпекулативна област. Сега, значи, Пандорината кутија која се отвори, што ако имаме заедница на српски општини во Црна Гора, заедница на албански општини во Црна Гора, што ако имаме томошна релативизација, заедница на хрватски општини во Босна, значи, заедница на санџачки општини во Србија. И па се се тоа работи што стојат некаде во некоја фиока. Боцевски. Не се тоа некои работи. Сите што ги наброи. Сите се со јасни амбиции за таква нешто. Меѓутоа, од друга страна, по мене, има една друга работа во моментов дека се води војна во Украина. Овдека целта е стабилизација на Балканот и да не се слушне дека на Балканот има потенцијал за немири. Дали? Да. Горан, Страшо Ангеловски во емисијата, ќе го земам само како еден пример, рече пред неколку дена, ако не се лажам, дека целта на американците во случајов не е дефинитивно решавање на проблемите на Балканот со дефинитивно усмерување и брзо влегување кон Европската унија, туку само тргање од руските шини, како што тоа го нарече, и оставање на друга пруга, каде што би стоел во место. Сега ова нормално е на Страшно Ангеловски. Кај се руските шини, ја тоа ќе прашаме. Да се заштити па генерално, меѓутоа без сигурност дека целиот овој регион, вклучително и Косово и целиот овој проблем, дефинитивно ќе се управи каде што треба, туку ќе стои во некоја лимбо ситуација за... Па добро, јас веќе кажував во една емисија тука. Една од идеите е Косово да стане дел на НАТО. Сега таму има други правни проблеми, меѓутоа... Па затоа притискаат Русија, Србија да не прави проблеми со влегување во асоциации. Така е. Дури за Обединените нации, камоли за НАТО, тоа би било... Така е, да. Тоа е еден голема крнедла што треба Србија да проголта, но да му дадеме збор на Горан Сесар. Ние сме тука во студио. Па добро, сега тоа што го кажа Ангеловски е негова лична теза. Да, варијанта е, дело. Според мене, доколку американците па Европската унија можат да го стабилизираат регионот и можат да ги надминат сите конфликти регионални, тоа ќе го направат за 24 часа. Сега, јас сум малку повозрасен од вас и се сеќавам на она позната понуда на Џани де Микелис од 91-та година, кога преговараа тогашните председатели на поранешните југословенски републики. Имаше понуда за брз влез на Југославија во Европската унија со 5 милиарди долари, чинам дека беше итна помош и така натаму и така натаму. Нешто како сега Украина се стави на брзата трака.
но тоа не се случи. Од тогаш до сега ние минавме десетина конфликти, кои замрзнати, кои ефективни, изгина огромен број на луѓе, така натаму и така. Така што не мислам дека американците имаат чаробно магично стапче и можат да ги решат проблемите. Не. Точно е дека сега се обидуваат проблемите да ги намалат интензитетот на проблемите во регионот, заради тоа што се фокусирани на Украина. Меѓутоа, во регионот Господ не може да дојде и да ги надмине сите проблеми. Ако сакате, ево и сега, помеѓу Македонија и Бугарија, ние гледаме дека бугарската страна се повлекува од тоа што го направи како наратив пред десетина дена, откако се разбра дека всушност бугарски државјанин со бугарско самочувство тепал човек кој што нема бугарски пасош и имал бугарско самочувство. И сега во тепачка меѓу двајца бугари настрада Македонија. Мислам дека некој повторно од САД кажал на владата во Софија да ја смира тензијата и затоа дојде Демирџиев, затоа имате одредени помирливи тонови, затоа што Бугарија разбра дека греши. Но тоа е сепак само намалување на тензијата, не е решавање на проблемот. И тука мислам дека никој не може да го реши проблемот. Но јас би се вратил, ако ми дозволите, малку на, ја споменавте Тиранската платформа, како е за мене еден од најважните настани во месец јануари, да ние сега го анализираме јануари. Таа се случи само 3 дена откако во Струмица, во резиденцијата на Зоран Заев беа Али Ахмети и Артан Груби. Ние го споменавме ова во една емисија, но многумина луѓе не сакаат да веруваат во врската помеѓу овие две работи, меѓутоа треба да се анализира сериозно зошто Али Ахмети за прв пат во својата кариера отишол во Струмица на баци рака кај Зоран Заев, заедно со првиот вице-премиер Артан Груби. Внимавајте, Артан Груби и Зоран Заев си имаат извонредни релации, има шпекулации дека Зоран Заев голем дел од бомбите му ги давал на Артан Груби, дека Артан Груби има информации за Заев, за Ахмети, се извинувам, и раководството на ДУИ, затоа неговата позиција е толку силна. Значи се случува после таа седмицата во Тирана, кога наместо ДУИ да ја смири, да ја спушти топката, започнува со сериозен напад и демонстрација на моќ. Видовме Али Ахмети како ги нападна директно Алфа и Телма Мелма, како што рече тој, за да потоа и Ковачевски ги нападни сите телевизии, за денеска Бехтеши да ја нападне Канал 5 директно и ја обвини Канал 5 за шурување со Телма заради Мак Петрол, откако му беше поставено обично, логично прашање. Зошто владата дава 1 милион евра повеќе за бугарска компанија која што носи газ, отколку да даде за Мак Петрол која што извонредно многу пари помалку ќе наплати од владата за да донесе газ. Бектеши, значи од ДУИ, наместо да се повлече и да се извини и да даде некакво рационално објаснение, тој врши напад за медиумите. Тоа мене ми окажува дека ДУИ ја има ситуацијата под контрола и ја држи владата на Ковачевски во раце. Во ДУИ ги прават истите тие анализи, анкети кои што ги прават и во СДСМ и во ВМРО. И знаат дека СДСМ без ДУИ на наредните избори не може да обстане, не може да добие ни 30 пратеници. Тоа е информација која што потврдуваат повеќе луѓе кои што прават анкети. Како што во ДУИ знаат дека СДСМ, ако ДУИ се повлече од владата, нема да има алтернатива. Ќе мора да оди на предвремени избори. Не може да направи влада без ДУИ. И таа е таа позиција која што ДУИ, веројатно координирана во Тирана, сега ја манифестира како моќ. Денеска Груби вели дека во моментов ДУИ имала најголема моќ од своето постоење. Тоа не е случајно. Па не е никоја тајната, добро. Добро, ама ако е така, една реплика може за Горан, ако е така, од каде оваа нервоза? Значи, кога човек е на врвот на моќта, нема нервоза? Да, напротив е многу општо става дека Али Ахмети е прилично нервозен во последниот период. Значи, токму затоа ми е малку, знаеш. Нервозата, тоа сега да завршам, само се извинам ако сум брзо, се должи на тоа што е јасно дека во СДСМ имате две фракции. Една фракција која што сериозно размислува за она што го пишуваше Геровски за широка коалиција каде што ќе ја направат СДСМ и ВМРО ДПМН без ДУИ внатре, но со другите албански политички фактори. И ДУИ е свесна дека се соочува со сериозен проблем во наредниве 10-15 години да остане во опозиција, дури и ако победи на наредните избори во албанскиот блок, зборувам. Заради тоа што веќе не постои мајскиот договор, така наречен, не постои системот победник со победник, и тука ДУИ се обидува
да направи некаков пресврт, еве сега со НК Бехтел автопатот, каде што да не заборавиме, зборуваме за руски шини. Директорот на јавно соопштително предпријатие Македонски патишта е од ДУИ. Вице-премиерот Артан Груби, кој што ја го води овој процес и јавно и интерно, е од ДУИ. Тие дозволија хрватска компанија која што е со капитал на руски тајкун, близок на Путин, да влезе во компанијата која што го доби тендерот за надзор на изградбата на Бехтел НК. Внимавајте, ДУИ има двајцата клучни луѓе кои што не знам дали ги договарале, меѓутоа дозволиле да влезе руски тајкун во тој бизнис. Внимавајте, во американски проект. И потоа ние овде зборуваме за Македонија на руски шини. Јас ќе ми просите, но ќе ве потсетам на анкетата на ИРИ, каде што довербата на македонските граѓани во Русија е 4%, падната од 6 на 4, а кај САД беше од 16 на 10. Тоа значи дека во Македонија само 4% од населението има доверба во Русија. Значи, тоа е нешто што не постои и заради тоа во моментов ВМРО-ДПМН нели повикува СДСМ да каже кои се тие руски инсталации, а СДСМ молчи, па и ДУИ молчат. Заради тоа што ако ги каже, испадне дека голем дел од тие луѓе во моментов седат во владата. Да. Жидос, овдека само еден дел од анализата на Горан би сакал да искоментирам со тебе, како генерално се согласувам, вели дека сега ДУИ се плаши дека под одредени околности би оделе 10-15 години на чекање во опозиција. Меѓутоа, да не забораваме, сега Босевски ќе се врати на демократските форми, меѓутоа, ДУИ секогаш има во рацете една моќна алатка. А тоа е оној облик на агресија со кој што вели ако не сме ние, следува немири, следува покренување на албанското прашање, чизмите од подрумот, чизмите од таванот, униформите ќе се облечат и така натаму. Механизмите на политичко делување на ДУИ се два. На политичко делување освојување на гласови се два. Првиот е гаење и постојано сеќавање на митот на победникот и митот на победата на албанските вооружени формации врз македонските безбедносни сили во 2001 година. Што е мит во основа, но добро. Јас тоа го викам мафтање на крвата кошула на УЧК на митинзи. Добро. Втората работа е сите оние лукративни сделки кои што ДУИ ги на некој начин легално и многу често веројатно нелегално ги спроведува, ги дава на својата клиентела, односно на партиската војска. Тоа се тендери, вработувања, промоции и така натаму. Значи тие се два механизми и сега кога ќе видите дека јавната администрација постојано има нови вработувања, дека има промоција на разни кадри на ДУИ од пониски во повисоки функции до обвинители и така натаму, ќе видите дека тоа немала бројка на луѓе и на тој начин тие влијаат на албанскиот електорат. Моментот кога тие би изгубиле, односно можеби би победиле помеѓу албанците, меѓутоа не би биле во една влада. Овој вториот дел на нивните политички мотивации да гласаат за нив ќе го изгубат. Испод. И тогаш останува само Ќе остане само митот и заканите кои што знаат често да ги направат. Меѓутоа тука ние бидејќи сме сојузници со САД и сме во западниот свет, сигурно нема да тие бидат да им се дозволи тоа понатаму да го прават и веројатно полека ќе се ровни нивната поддршка и на некој начин можно е да бидат и во опозиција 2-3 изборни циклуси. Ботски пој. Види, за мене овие муабети малце ми се езотерични, мора да бидат. Зашто езотерични? Па овие тие двете крила во СДСМ едно друго кои што никако да ги видиме. Крилата во ДУИ ги гледаме. Огнените и овие... Па добро, СДСМ е позната по тоа што своите внатрешни проблеми успешно ги крие од јавноста. Не е така. Затоа што на пример беше премногу транспарентен Тито Петковски кога правеше на СДП и тоа веднаш се забележи реторички и во секој Добро, тоа го направи Максим Димитриевски, излезе и направи нешто. Па тоа сакам да го кажам, значи во моментов ја гледам само една група од СДСМ, тоа е групата која што ако сакаме да ја наречеме позитивно, е групата која што го представува тоа асномско јадро на СДСМ, која што анимира Максим Димитриевски и која што веројатно ја омеѓува исто така она што го нарекуваме скопското крило на СДСМ, за кое што се претпоставува или знаеме дека е блиско до поранешниот председател Бранко Црвенковски. Добро, но не е така. Ова група е многу јасна, многу профилирана, излегува со изјави, со колумни,
соделување политичко и така натаму. Значи тоа го гледаме, огнените ги гледаме. Ова тие една широка, ова нели Заев демек широка коалиција, ова не широка коалиција, многу ми е езотерично, мора да ти кажам. Значи додека не видам црно на бело, таков сум се, што да правам, така ме скроил Господ, додека не видам црно на бело, ја не влегувам во вакви филмови, во вакви шпекулации. Во моментов тоа можам да го наречам само како нешто што пак мене ми делува езотерично. Ако излезат со јасна платформа и ако видиме кои ликови стојат за тоа, ќе речеме да, така е. Во моментов такво нешто не гледаме. Гледам дека на некој аналитичар им се гледаше некој расцеп на пратеничката група на СДСМ. Каде е тоа? Тоа е секуларски Ама не, каде? Ја тоа не го гледам. Се под контрола на Заев би можеле во еден момент да откажат поточно со Ковачевски. Како изгледа тоа? Кои се тие механизми? Знаеш дека партиите како механизми гледаат да се самоодржат. И сега во партијата ако ти и Жида сте први другари и ти разбереш дека утре Жида ќе страда од лидерот, вие не зборувате истиот момент. Како сега одеднаш кога овој 7 души контролирал. Кога лидерот на СДСМ може на било кој начин тие 7 души нели да ги премисли. Така малку ми е езотерично оваа приказна. За оваа приказката околу Аслонското крило јадро на СДСМ, како планира да ја стабилира своја партија, имам критика дека тоа го прават многу бавно и многу килаво за мене. И според моето сваќање на политиката. Гледам дека они бавно еманципираат, СДСМ никога не еманципираат. Тоа го критикувам. Мислам дека треба да се похрабри. Огнениве од Дуи исто така. Никога да го направат оној клучниот шекор. Добро, има голема разлика. Огневите се фракција, а Максим Димитриевски излезе од партијата, тој е излезе од структурите, од се. Пак станува збор за еманципација на една структура, на една партија. Тоа факт е тоа. Во ова околу значи по мене веројатно огнените се далеку поголема причина за нервозата на Али Ахмети отколку некои вакви работи, а тоа па муабетите дека види во политиката како викаат една недела е голем период во политиката. А ова па од сега па да предвидуваме што ќе биде за 10-15 години смешно е, како да кажам, посебно во демократски услови. Ние не знаеме што ќе биде до крајот на годинава. Ако го земеш примерот на Пасок, нивниот пад беше целосен и трае. И се уште трае. Но се фактор. Но се фактор. Може утре за утре се наметнат како коалиционен партнер, така ли? Ова може да има дуи пасовска ситуација би било. Ама види, тоа беше очекувано, Жида се догледавме тоа, не беа тоа некои кулуари, па не знам што, не знам како. Ту го гледавме, ја изгубија довербата на гласачите. А не дека сега некои кулуари седеле таму договарале. Добро, кај сада сама не се гледа тоа според тебе? Се гледа, ја губат тотално. Драстично ја губат. Тотално ја губат. Меѓутоа фракциите не така зборуваме, не, тоа не го спорам, фракциите не ги гледам. Кај се фракции? Тие двете. Дајде да видиме сега и некои други теми. Да. Со езотерија. Ми се допаѓа професор, дај како се префрла од една тема на друга, сепак мислам дека ќе мора да побараме кратка пауза за реклами, разговараме значи со професор Жида Даскаловски, со амбасадорот Ивица Боцевски, рекапитулација на месецот. Се наќаме по рекламите. Продолжуваме со вториот дел од Заспи ако можеш, вечерва рекапитулација на месецот со Жида Даскаловски и Ивица Боцевски, наши драги гости секогаш. Морам да признам пред рекламите Боцевски му фрли ракавица на Горан, вели дека никаде не ги гледа фракциите во СДСМ, нема јасно изразени некои ликови кои што би се позиционирале на овој или на оној начин, и ако Горан излезе со една поинаква теза, па Горан претпоставувам сакаш одговор на провокацијата од Боцевски. Па не одговор, меѓутоа е мало до објаснување. Јас само ќе поставам едно логично прашање. Како што Преска Бектеши, министр за економија од Дуи, например, не можеше да го издржи од колешката од Канал 5, тука е солидарност од Канал 5 за нападот од Дуи, од владата практично кон нив, уште еднашка. Прашањето се однесува на изборот на нов претседател на ЗЕЛС. Мене навистина не ми јасно како таму гласале заедно градоначалници, тоа е заедницата нели на општините во Македонија, како гласале заедно градоначалници од ВМРО, ДПМН и ДУИ, но пред се мислам дека се ВМРО, ДПМН и СДСМ, за смена на Данела Арсовска од челното место во ЗЕЛС. Би за избор Навце Георгиевски за претседател на ЗЕЛС.
Да, во жребникот на кисела кисела вода. вода од ВМРО. Да, ова ништо не докажува, меѓутоа мене ми укажува дека постојат некакви движења во општеството кои што се овде зборувам сега за јавните информации кои што мене ми се нелогични, а кои што укажуваат на ова што го зборувам. А за нејавните информации, брифинзите кои што ги добиваме од голем број на луѓе, се уште не сакаме да зборуваме во оваа емисија, се уште прибираме докази, меѓутоа имате во моментов една огромна афера за висок функционер на СДСМ кој што добил како награда во посредувањето за копањето ископ на руда во рек Битола една извонредна прекрасна вила на Егејското море. Ова е дел од тие, не би рекол шпекулации, туку информации кои што се уште ги проверуваме, за кои што информации брифираат луѓе блиски на Зоран Заев. Значи, тоа се работи кои што вие не може да ги скриете. Многумина го обвинуваат колегата Геровски и Боцевски го спомена дека тоа не е баш така, тоа Геровски е сериозен новинар. Јас согласувам дека голем дел од неговите информации не се најточни, меѓутоа голем дел се точни. И вие во моментов имате еден сериозен судир подземен што се води во Социјалдемократскиот сојуз, каде што се мерат силите. Кој може да превакне колку сила има Заев, колку сила има Ковачевски, колку сила има Спасовски и така натаму и така натаму. Колкава е силата на Пендаровски, комплицирана е ситуацијата, меѓутоа јасно е дека на многумина во СДСМ им е јасно дека долгорочно се прави огромна штета на СДСМ. Да. Ботевски сака реплика. Признава дека е направена штета и во однос на влијанието на Дуј во влада. Така. Ботевски сака реплика на кратко па да одиме само на нешто друго. Значи, Да. јас вонредно го почитам, многу го почитам Бранко Геровски. Мене ми е јасно дека тој добил брифинг и тој го пренел тој брифинг. Меѓутоа, види, сега точно, тој својата обврска кон јавноста како новинарско перо ја има Геровски се испочитувано. повика на најмалку 3 извори. Не, се согласувам. Не на некаков брифинг. Ама се согласувам. Независни еден од Се друг. согласувам. Она што во моментов јас го правам, е сега се обидувам тој брифинг да го ставам низ некоја инструментариум на рационална анализа од политологијата. И некако некои од тезиве не ми поминуваат низ тој инструментариум. Значи се согласувам. Геровски добил некои сигнали. Добил многу шум. Сега, ајде да го разлачиме што е шум, што е вистински сигнал. Во моментов, тоа што јас го тврдам, значи не му ја преплицирам, мислам и го разбирам и Горан. Горан исто така добива од премногу извори, би рекол исто така премногу шум, премалку сигнали, но успева да ги разлачи, сепак обврска негова е сето тоа да го пренесе кон јавноста. Се обидуваме сега со тој рационален инструментариум да видиме што е сигналот. Во моментов не гледам сигнал, јас тоа го кажам. Не гледам сигнал дека има фракција околу Заев, која што бара голема коалиција, и фракција околу Ковачевски, која што бара сојуз со сите албански партии. Не го гледам тоа. Се може би грешам. Мислам дека времето ќе даде одговор на се во ова и тоа многу брзо. Завршија ли со? Да. Професорот се изнервира веќе. Не, нека продолжат. Се шегувам, да. Так, Горан спомна дека Бугарија во минатиот месец ужасно ги подигна тензиите, особено после оној несреќен напад врз господинот Пендиков, потоа ги спушти, меѓутоа денеска Бугарското собрание пред своето распуштање, бидејќи повторно ќе има избори и веќе бугарите влегуваат во една ужасна ситуација на бескрајни избори, никако не може да направат влада, усвои акламативно се извинувам, декларација со која што повторно додаде нови услови за Македонија. Само едно парче би прочитал од инаку Екатерина Захариева е поднесителот на декларацијата, првнешната министерка за надворешни работи, позната по многу нешта, нели, кој е опашање Македонија, па вели отфрлување на лажните и манипулативни тврдења за бугарското минато во општеството. Во општествениот и политичкиот простор во Република Македонија ги прифаќа како намерно влијање омраза кон Бугарија и бугарите. Истакнува дека заштитата на правата на бугарските граѓани и граѓани со бугарска самостојност во Македонија мора да се гарантира преку целосна употреба на инструментите утврдени од преговарачката рамка одобрена од Европската унија и со одлуките на 47-то Народно собрание од 25 јуни 2022 година. Значи формално, неформално бугарите ја спуштаат тензијата, меѓутоа
излегуваат со една декларација во која што јасно кажуваат дека примерот со Пендиков нема да го толерираат. Нема да го толерираат иако го толкуваат на сосема различен начин од ние. Нашето општество јасно кажува дека Пендиков е жртва веројатно случајно на криминална пресметка меѓу двајца ликови со одреден криминален бекграунд, а од Бугарија од тоа прави државно прашање. Добро, сега траекторијата на бугарските односи кон Македонија останала иста и не се менува. Во принцип сега имаат поголема важност затоа што на некој начин ние сме условени од нивно прифаќање на нашиот евроинтегративен процес. Меѓутоа генерално се обидуваат нивниот историски наратив да го наметнат тука и да биде општо прифатен. И оној договор за пријателство и како се викаше и соработка што го потпиша Заев е коренот на нашите проблеми, бидејќи уште таму се инсистира на заедничко чествување на историјата. И од таму добива Бугарија моќ да инсистира преку онаа комисија, па сега и со тие протоколи и со сите оние можни услови кои ги имаме сега со францускиот предлог, да на некој начин ние ја прифатиме бугарската верзија на историјата. А ние како македонци тоа не можеме да го прифатиме. И сега сето она што го прави Бугарија само дополнително ќе ги раздели двата народа и двете држави. Непоправлива штета прави Софија со ваков агресивен пристап, а нашава страна, нашата влада и нашите државници имаат тотално погрешни и трапави потези, изјави и действија. Например, она што беше отварање на клубовите. Во никаква нормална ситуација Македонија немаше тоа да го прифати, освен со оваа влада. И во никаква нормална ситуација, со никаква нормална влада Македонија немаше да реагира кај бугарските колеги, а на крајот на краиштата и на нашите сојузници во Брисел и Вашингтон. Да дозволите отварање на клубови со имиња на фашистички соработници е неверојатно и непоправлива штета за Македонија. Но во оваа декларација и сега и тоа е влезено. Па велат бугарите никако не сме измените на законот да се важат за овие. Вие на време не реагирате, кога вие на време не реагирате, кога ќе го дозволите тоа, го зголемувате и гневот и сега тоа насилство кон човекот може и не било на етничка основа, меѓутоа дозволувате да тлеат нервозите меѓу македонците што се природни. И на некој начин со сите потези што ги правите, па и сега со овие протоколи на носење на бугарската делегација со конвои, дополнително влошувате состојбата. Не комуницирате навремено, не комуницирате како треба, не ги комуницирате вашите резерви, постојано па пуштате. Тоа е оне зајавизан каде што се што ќе побараат, вие го прифаќате. И тоа е онаа политика која што Никола Димитров ја нарекуваше на шармирање. Шармирање на опонентите, на тие што имаат претензии кон Македонија. Во дипломатија шармирање некако не проаѓа. Само ако дозволиш, мислам, онака вечерва присуствуваме на еден интерен историски момент, имено. Добро. И јас и Жида с долго време зборуваме дека несмасно се однесуваме кон македонско-бугарските односи. И понекогаш дури премногу толериравме многу работи кои што доаѓаат од страна на Софија. Мене ме прекрши, да бидам искрен, онаа декларација која што донесе бугарското собрание, тоа беше за мене беше една капка која што ја прели чашата. Меѓутоа вече гледаме дека еден од луѓето кој што највеќе се вложил во унапредување на македонско-бугарските односи, Жида Даскаловски, зборува на еден реален начин. А претходно не се зборува? Претходно оставаше еден сериозен простор да можеме некако да најдеме среден простор. Па и сега ние мора да најдеме, иначе согласувам, меѓутоа каде, еве, ова ја нацрта сликата на таков начин што овој простор е премногу мал. Па можеме ли да се повлекуваме ние се уште? Не знам дали ме сваќаш што сакам да кажам. добро. Па во тој контекст, можеме ли да се повлекуваме се уште? Како држава како општество, како држава, да. Ние веќе немаме каде, понатаму од ова ние сме ставени на зид. И сега каде ќе најде дупка во зидот валата за да уште да се повлечеме? Сега повторно ќе дојдеме до реални теми. Србија и Бугарија во јануари, повторно јануари го дискутираме. Србија и Бугарија отворија интерконектор за газ. Да. Ние што правиме по тие прашања што се далеку поважни за обичниот граѓани и тука и таму. Во Софија да одите, медиумите ќе трубат, македонци го тепа Пендиков. Нашиот Пендиков и веднаш населението се накострешува. Во Македонија ќе дојдат бугарски орди, ќе го плукаат великанот Гоце. Повторно ќе се накострешува општеството. Наместо тоа, елитите, политички и од власта и од опозицијата и тука и таму треба да смират состојбата. Дајте да зборуваме за реални заеднички проекти за соработка.
стопати сум кажал, преминот клепало кај Беро се отвори, не Не се знам колку отвори. години е тоа Колку веќе години трае тоа? Но, Деценија, искрено, две од наша децении страна се трае. е завршено. Знаеме дека од наша е завршено, меѓутоа дали таа тема се зборува кога имаат средби нашиве Бујар Османи, пендаровски представници со европски чинители? Дали зборува за тоа со Софија? Зашто Па зборува? Бугарија ги прекина сите проекти заеднички со Македонија. Така е. Билатералните. Сите ги Да, прекина. тоа го најаве, да видиме се дај Боже да ја добие таа најава судбината што ја доби останувањето на амбасадорот во Софија. Гледаме дека тој се врати. Се врати за неколку дена, да. Јас мислам дека види, па не е можно се на граница делиш на крајот на криштата таа соработка толку да секне. Меѓутоа види ова постојано поместување на условите. Еве сега на пример се вжештува ситуацијата околу најавените промени на уставот. Јасно е дека ова собрание нема никогаш не дискутирало такво нешто, немало мандат на изборите за такво нешто. Од друга страна И тоа е позицијата на ВМРО да помине цело време. од друга страна оди власта се надева дека притисокот на меѓународната заедница ќе биде доволно силен да го скрши ВМРО ДПМН. Дали е тоа можно? Сега да се разбереме 21 век, знаеме колку е моќен Давид, нели колку е моќен Голијат. Се е можно, меѓутоа кои се последиците на таква работа? Па добро, имавме еден преседан веќе. Не, ама сега ќе имаме поголем преседан се на крајот на криштата. И цената колкава е за на таква работа. Не само тоа, туку гледаме дека нештата се изместуваат. Еве сега Бујар Османи во Софија најави омбудсман. Така? Што мислите, тој омбудсман веќе не е ставен како услов некаде во Софија? Дека не се очекувања дека тоа ќе се случи. Што е тоа? Јас уште не знам за што станува збор. Па не беа доволно дефинирани како што исто Колев бара, значи, не знам, бугарски она што сакам да кажам. догаѓани во МВР, Не, во па јавното тоа- министерство, Во во јавно Охрид. организација, Да. А и не само тоа, ако па тоа па да не зборуваме, ако анализираме пописот во Охрид, ќе видиме дека начинот на кој што се изјасниле охриѓани не остава простор за такво нешто. Меѓутоа, еве, сега одеднашка се става нешто во етерот, со цел понатаму некаде да влезе во некој да влезе Да, во но некој кога ќе извештај. ставите Чехов велико ќе ставите пушка во првиот Чин чин, во третиот ќе пукне секако. Да искористиме Жидо за бидејќи си експерт за геополитика. Така е, така е. Да, Бугарија во конфликтот со меѓу Русија и Украина, или ако сакаме меѓу Русија и Западот, очигледно има поголема улога отколку што сме знаеле и оние информации дека тамо најголем дел од миницијата за украинската армија доаѓала преку Бугарија. Тоа и дава право на Бугарија и незиното присуство на Црното море. Црното море кој што Русија го сметаше за свое езеро, меѓутоа очигледно ќе има проблеми и тамо, и дава поснажна улога на Бугарија во очите на големите партнери. Зборуваме на САД, Сега на сакаш да Франција. кажам да и толку да биде. Така го постави. Не се работи овде за да или не. Тоа е фактичка состојба. Да, добро. Меѓутоа, тоа и дава на Бугарија од една страна сила да продолжи без компромиси со Македонија, од друга страна ја става во историски чудна позиција во однос на Русија, бидејќи да се разбереме, конфликтот во Украина има своја логика. Сите зборуваат, не знам, Украина ќе го враќа Крим, од друга страна русите велат ние ќе се појавиме во, не знам, на Днепар, а потоа ќе се појавиме во Лвов. Има своја логика и има своја воена логика и свои воени правила кои што не се знае как ќе оде со целата работа. Да не забораваме, Молдавија практично сака да влезе во НАТО. Маја Санду, председателката, вели ќе сакаме да влеземе во држава, НАТО. меѓутоа ова елита се сака да влезе. Но што е работава тука? Во принцип, историски земено, Бугарија е создадена со крвта на руските војници. Точно Имено. тоа го знаеш ти како историчар. Бугарија беше дел од Советскиот сојуз. Бугарија имаше и културни и економски врски со таа држава и со тој блок. Бугарија ден денес има големи предпријатија кои што работат тамо се руски. Најголемата рафинерија, на пример, во Бугарија е руска. Има и снажни партии кои што не го кријат политички сентиментот, сили да. кои што не го кријат сентиментот. Кај нас такво нешто нема. Меѓутоа, ако веќе сте голема сила и сакате да ја ставите таа земја под своја контрола, сигурно дека ќе ви биде таа земја Бугарија побитна, отколку Македонија, која што со ништо геополитички нема влијание, освен на некој начин што е мост кон притисокот кон Србија.
Значи, секој притисок на Македонија е всушност понатамошен притисок на Србија да попушти во своите обстојувања за тоа дека Космет е дел од српската држава. И она што беше притисокот во смисол на менувањето на името и овој притисок сега да прифатиме бугарски барања, тоа е еден пример, една вежба, показна вежба на Србија и на Вучич што се случува, што тие земји што не се сојузуваат со Западот и со Америка. Иако Вучич се уште одбива да воведе санкции кон Русија. Па Вучич се обидува да не воведе санкции кон Русија. Вучич можеби купува време, можеби очекува дека Русија ќе победи во Украина, па на некој начин ќе има грб, бидејќи додека Русија војува во Украина, сигурно нема занимава со Србија. Додека Русија војува во Украина, Кина ја помогна Србија со тоа што им донесе оружје, ракети кои што се на рангот на С-300 или С-400. Сега не сум воен експерт, меѓутоа дојде еден голем воен транспортер и донесе кинеско оружје. Да. А Русија патем која веќе спомена што сака во Украина, сигурно не сака да дојде на границата на Западна Украина, Лвов и Ивано-Франковски, таа Галиција, сака одлучно и целосно да ја порази украинската армија, да не биде никак под знак на прашање дали ќе има можности во некој брзо време да се опорави, да биде закана. Колку е тоа реално? Многу се изместени работите, сега нормално ти не си воен експерт, меѓутоа оружјето кое што Западот го истура во Украина е без преседан. Тоа е огромни количини на оружје кое што секој месец добива нови димензии. Значи сега нови тенкови, веќе се зборува, Макрон рече дека не е експлицитно против борбени авиони за украинската армија. Сега американците зборуваат дека се подготвени да дадат ракети со многу подолг дострел, над 150 километри. Не, оние најдалеко дометните, меѓутоа на средно ниво. Да, средно ниво. Русија се разбира дека во својот арсенал исто така има големи количини оружје кои што се уште не ги употребила. Веројатно и тие чекаат. Се најавува една офанзива која што аналитичари, најчесто американски, велат би требало да започне толку прилика на годишнината од почетокот на конфликтот 23-24 февруари. Не, би ги остава на страна тие аналитичари, меѓутоа што е поента? Русија веќе две армии на Украина порази. Во која смисла? Првата украинска армија со на старото советско оружје порази, па мораше нашиот свет да прати залихи на бугари, на словаци, на чеши, па и на Македонија, тенкови, хаубици и така натаму. Таа исто така ја порази украинска армија. Техниката им ја уништи. Сега морат, значи третава рунда, што ќе направат, морат да пратат она што е веќе западно оружје. И нормално дека украинците бараат бидејќи супериорна е Русија во сите погледи и во однос на артилерија, но военно-индустријскиот комплекс на Западот е без, да не речам без граници, може да дава, да произведува до бескрај. Па тоа не е баш така. Ако ги читате сериозните анализи на западниве аналитичари, тие кажуваат, например, дека кога може да се достави тенкот Абрамс. До крајот на годината можеби. До крајот на годината. Значи тоа не е дека утре ќе почне фабрика, ќе го направи за месец ден и ќе го транспортираат. Колку брзо може да се пратат авиони F-15, F-16 и така натаму. Исто е многу познак на прашање. Веќе се исцрпуваат и овие што се сега залихи што се праќаат од страна на западните сојузници на Украина се всушност нивни резерви. Војната индустрија на Русија од друга страна нон-стоп работи и гледаме дека тие немаат проблеми, иако многу западни аналитичари кажува еве уште 7 дена им ќе се исцрпат ракетите, уште 7 дена ќе им се исцрпи артилеријата и гранатите. Тоа не се случува. Но најбруталното е она што се однесува на машини за перење. Од машини за перење. Но најбруталното е она што се нарекува човечки животи. Таму се гине во огромни пропорции. Значи оружјето ние го ставаме и тоа е најстрашно. Станавме бездушни како свет веројатно, зборуваме колку тенкови ќе даде, колку авиони ќе даде или така натаму, колку има Русија, а не зборуваме за тоа дека стотици илјади војници се загинат. Загинати се и гинат постојано со тоа што Украина ќе дојде до еден момент кај што веќе ќе нема жива сила која што ќе може соодветно да се спротивстава на високо обучената, платената војска на Вагнер и на руските специјални единици. Само Вагнер велат дека сега има околу 40.000 луѓе. И тоа е проблем за Украина бидејќи веќе почнуваат мобилизациите да бидат трагично комични ситуации. Луѓе на улица се земаат со сила, се ставаат во комби и се носат на фронт. Се појавуваат видеа како изгледа сето тоа. Се појавуваат, ние за сега сме Македонија, можеме и нашите сојузници да ги следиме, можеме да гледаме и други алтернативни извори на информации. Така што загреот е на вистина, меѓутоа одамна помина онаа ситуација каде што можеше да се дојде до мировни преговори.
одамна помина ситуацијата каде што оваа војна можеше заради зачувување на човечки животи да се спречи со некакви мировни преговори. Тоа го прашав и со Раби Седрак почитувањето и не добив за жал конкретен одговор. Во моментов не постои опција како воопшто да се дојде до разговори за решение. Значи не за решение, туку воопшто да се дојде до ситуација да се разговара. Значи ние сме во пред фаза, не само што нема преговори, туку воопшто нема назнака дека некој ќе се сака да разговара. Војната е целосна, не е само на боиштата на Украина. Нашиот свет западниот се соочува со светот на Русија и Кина и останатите големи сили во војна и на други полиња како што на пример монетарната. Петродоларот е пред предизвик, да не кажеме пред колапс, меѓутоа пред предизвик е секако. А се обидуваат кога една Саудитска Арабија е готова да го отфрли, се обидуваат на сите начини да тргуваат руската економија и руската држава со сите други држави да тргуваат не веќе со долари, со локални валути. Се обидуваат да смислат начини преку дигитална валута, преку валута која што ќе биде подкрепена со злато, пред да се распадне системот од Бретонската шума, се тргуваше со подкрепа на валутите со злато. Потоа настана оваа ситуација кај што Америка може да печати долара, некој да ги купува нивните обврзници, на тој начин да финансира долг кој што сега 35 трилиони или по македонски тоа е 35 не знам која е сумата на македонски, тоа е незамисливи пари се во прашање, да. Значи се обидуваат да БРИКС се обидуваат да комуницираат, се обидуваат Кина и Русија да соработуваат на тоа поле да го разрушат хегемонскиот систем на Америка. Тоа е. А Западот останува на некој начин обединет, меѓутоа другиот дел на светот не е контра Русија. Ако видите дека тие не ги осудуваат санкции, односно не даваат санкции кон Русија, сваќате дека повеќето земји во светот седат настрана. Само ние сме обединети и војната е целосна. Затоа тешко дека брзо ќе дојде до некакво примирие и мировни договори. Бозовски, ајде за крај, како дипломат. Не, јас сакам. Гледаш ништо? Не гледам. Значи не гледам. Значи за кратко и едноставно, не гледам, но друго сакам да кажам, една работа која што да поврзам почетокот на емисијата со крајот на емисијата. Ајде. Дај Боже, мислам ова да не заврши со некои потрајни последици за планетава, потрајни од ова што сега го гледаме. Но замислете на што ќе личат Русија и Украина на крајот на војнава. Ние зборуваме тука дека една политичка партија со еден лидер заради неколку месеци војна 20 години е, ако ништо друго, проблем во македонската политика. Замислете ситуација која имате илјадници ветерани, илјадници инвалиди, луѓе кои што лееле крв за својата земја, луѓе кои што нивната земја ги повикала да дадат најголемата жртва нивниот живот и замислете нивната улога во политичкиот живот на Русија и на Украина утре, заутре, прекутре. Замислете колку од нив нема да може државите да ги интегрираат. Која ревитализација ќе доживеат овие подземни криминални групи ширум Европа? Па Америка со Виетнамската војна имаше последици до пред некоја година, да не речем до ден денес. Така што сето тоа треба да го ставиме на куп и сето тоа ќе има цена за нас. Не само тоа, туку слушам дека како цена се става, можно е да претрпат дури и дел од социјалните системи, системите за социјална заштита во земјите од Европската унија, кој што ја одликува Европската унија како нешто што е поразлично од Соединетите американски држави или од другиот дел на светот. Така што сите овие нешто се во оваа безбедносна равенка. Единствено слушаме сега. Јас се трудам само да ги следам овие случувања на боиштето и да видам кои се овие дипломатски сигнали. Делува дека постои некоја, би рекол, некои заднински канали преку трети земји. Шумови, што ви рекол Бозовски, шумови, не сигнали, ама шумови. Но види, главното само за Украина морам да го кажам ова. И покрај тоа што е под војна агресија и така натаму, имаат една чистка на коруптивни лица. Да. Замислете, таму се апсат под среде војна министри тргнати од власт или богаташи им беа одземени имоти неверојатно. Споредете го тоа само со Македонија во јануари, се ќе биде јасно. Да. Ви благодарам Боцевски Ивица, Даскаловски Жидас за гостувањето вечера. Горан Момировски го изгубивме за несреќа во последниве 10 минути. Ни падна линкот, не е битно, поздрав до Горан, се разбира. Наредниот месец повторно се надевам ќе имаме тука и ќе се обидеме малку повеќе да разговараме и за овие меѓународни концепти, бидејќи во нив лежат многу нешта. Како и да е, почитувани гледачи, тоа беше се за вечера. Верувам дека сте задоволни барем колку и ние во студиото. Утре во 15 часот знаете репризното издание на оваа емисија, а јас ви закажувам нова следба со Јаниса Горан Момировски во понеделник во 22 часот и 30 минути. Имајте пријатна ноќ.